Професор доктор Ѓорги Иванов е кандидатот за председател со кој владачката партија ВМРО ДПМН ќе истрча на изборите закажани за 22 март. Професорот на правниот факултет во Скопје убедливо победи на изборната конвенција на партијата, на која се надпреваруваше со председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Единството е картата на која Иванов одигра и вети дека тоа ќе биде единствениот негов адут и во изборната кампања и на функцијата на која се надева дека ќе ја освои. Академското искуство ми овозможи на политиката да гледам како на вештина на обединување на луѓе и спогодување за заеднички проекти, а не исклучиво како на борба за отстранување на противниците и зголемување на моќта. Тоа искуство ми овозможи да го применувам Аристотеловото учење, на кое ги учам моите студенти, а кои денес они ми велат: професоре, дојде моментот власта да ја заслужуваат тие што најмалку ја посакуваат. Иванов истакна дека неговата кандидатура за председател на Македонија од страна на ВМРО ДПМН е вистинскиот чекор, бидејќи владачката партија има сила која обединува и сплотува. Оваа влада на чело со Никола Груевски успеа да ги обедини сите околу себе и да создаде амбиент во кој сите се чувствуваме обединети, рече Иванов. Денес, имајќи ја вашата доверба, станувам кандидат за прв меѓу еднаквите. Денес започнувам да барам доверба и поддршка од граѓаните на Република Македонија за моите идеи и програмата, за мојата визија за Македонија. Денес се соочувам со мојот најголем животен предизвик, да победам и да освојам одговорност. Одговорност за идентитетот, одговорност за угледот на нашата татковина, одговорност за подобриот живот на сите, одговорност за младоста без граници, одговорност за националните вредности, одговорност за вистината и иднината. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во говорот повеќе посветен на актуелниот председател отколку на поводот за кој се одржуваше конвенцијата, истакна дека Бранко Црвенковски е пример како не треба да се однесува еден шеф на држава. 5 години подоцна мајсторот е на колена. Зад него е мандат во кој половина граѓани во државата не му заборавија со какви фалсификати стана председател, па дури одбиваа да го ословуваат со председател. Мнозинството од луѓето не го чувствуваат како председател на сите граѓани. На последното јавно истражување на анкетата на ИРИ се обелодени дека дури 63% од граѓаните сметаа дека тој не заслужува втор мандат, а само 21% дека заслужува. Мандат кој го завршува без ниту еден сериозен успех, по кој што ќе се памети. Не сакам председател на државата кој слепо ќе следи партиската програма на ВМРО ДПМН, рече Груевски, туку председател со кој ќе се конфронтирам, но не со интриги и лаги. Новиот председател треба да биде личност која нема да го штеди својот личен кредибилитет и понекогаш ќе мора и да моли, да биде преупорен и да му биде непријатно доколку во неколку наврати не успеал, а сепак да продолжи да биде настойчив и упорен кога се работи за обидите за отворање на вратите на Македонија во светот. Тој мора да изгради меѓународен углед и лични пријателства и пријатели на Македонија. Нема може во тој поглед да му биде пример председателот Борис Трајковски. Делегатите на конвенцијата за избор на председателски кандидат на ВМРО ДПМН, паузата за пребројување на гласовите ја искористија за следење на првото полувреме од ракометниот надпревар Македонија-Данска. Без разлика што исходот беше неповолен за нас, присутните се сложија дека новиот председател ќе има тешка задача – ракометните успеси да ги преслика и во политиката. Позиција од крило, овие за Степенико!